Благодарам, почитувам председател, почитувани колеги, почитуван представник од Министерството. Сакам да го искористам овој закон за водите да алармирам за еден огромен и сериозен проблем кој што е во домен на овој закон, а тоа е проблемот со акумулациите во Република Македонија, затоа што речиси поради несоодветно управување, недомаќинско управување, речиси водните ресурси и акумулациите се доведени во прашање. Водостојот на сите вештачки акумулации и езера во Република Македонија, од кои се произведува струја, во овој момент се исклучително ниски и празни, особено пред зимскиот период. Сите знаеме дека заради производство на електрична енергија тие акумулации се испуштаат за да продолжи процесот на производство на електрична енергија, меѓутоа поради непланско огромно испуштање овие акумулации се празнат, што го доведува во проблем и недостаток за вода за пиење евентуално до граѓаните, меѓутоа и животинскиот и растителниот жив свет во овие езера. За информација, Тиквешкото езеро е намалено за 70%, Калиманци е намален за 75%, езерото Турија е намалено за 65%, Прилепското езеро е намалено за 85%, Стрежевското езеро е намалено за 72%. Ова се сериозни застрашувачки бројки. Исто така, очена е состојбата и со Мавровското и Даварското езеро. Преспанското езеро за жал се движи кон сигурна еколошка катастрофа, а со тоа директно се загрозува и Охридското езеро, бидејќи тие две езера се поврзани со каналска мрежа и Преспанското езеро знаеме дека го полни Охридското езеро, а од Охридското езеро преку Црнтрин се одлеваат вода која што се користи за производство на електрична енергија. Нивото на некогаш најголемото вештачко езеро во Македонија, Козјак, долго 32 километри, длабочина 130 метри, исто така овој период е драматично намалено. Мавровското езеро никогаш не изгледало пожелно. Суштина на ова што сакам да алармираме дека генерално езерските води, вештачките акумулации, вештачките езера се движат кон катастрофа, нешто што може да предизвика сериозна еколошка катастрофа, меѓутоа и недостаток на вода за пиење, уништување на животинскиот свет, еколошка катастрофа, така да би алармирал оваа ситуација посериозно да се земе во предвид и да се интервенира алармантно од Министерството за транспорт, врски и екологија. Благодарам. Дали има некој за реплика?